Почувани, бугарскиот премиер Бојко Борисов по самитот на Европската унија во Загреб јасно кажа дека ќе има вето од Бугарија за Македонија доколку не прифатиме дека сме измислена нација. Да појаснам, ние немаме проблем со бугарите кои се горди на своето татарско-монголско потекло. Туку ние имаме проблем со одродените македонски јаничари во Бугарија кои не издржали во историјата и кои подпаднале под силната екзархиска пропаганда. Но она што силно загрижува е вчерашното своевидно признание на Радмила Шекеринска дека Македонија ќе ги прифати условите на Бугарија дека сме нација со фалсификувана историја. Поточно, Шекеринска рече дека до крајот на годината Македонија ќе ги започне преговорите со Европската унија, а тоа е за период од околу 6 месеци. Но токму таквото однесување на Шекеринска е опасно, кога решавањето на проблемите го врзува за 6 месеци. Да подсетам, во изборната кампања во 2008 година, Шекеринска како лидерка на СДСМ исто така велеше дека доколку победи СДСМ, за 6 месеци ќе го решила проблемот со Грција и влегуваме во НАТО. Од друга страна, Никола Груевски, која предводеше кампањата на ВМРО ДПМН, ја повикуваше Шекеринска да каже како ќе го реши проблемот за 6 месеци и како ќе станеме членка на НАТО, кога од нас се бара да го промениме името. Шекеринска наместо да даде одговор, во тоа време во кампањата зајадливо му враќаше на Груевски. Никола не се плаши од сукња и дојде на телевизиски дуел, бидејќи се сеќавате во тоа време Никола Груевски имаше став да не оди на телевизиски дуели. На крај, на тие избори што се одржаа на 1 јуни 2008 година, Шекеринска доживеа катастрофален пораз, бидејќи ВМРО ДПМН освои дури 63 претеници. Иако покасно видовме дека и овие 63 претеници не значат ништо, оти Груевски целосно ја оплеска работата, а последиците ги гледаме до денешно време. Десетина години подоцна, во 2017 година, кога СДСМ се врати на власт, дојде и одговорот од Шекеринска и се виде како мислела да ги решава работите за 6 месеци. Шекеринска, заедно со Заев и Димитров, брзопотезно и навистина го реши за 6 месеци проблемот со Грција, но со бришење на се што е македонско. Да се навратам на почетокот од пресудот. Значи, Шекеринска вчера пак се фати за фамозните 6 месеци и ни порача дека до крајот на годината сигурно започнуваме преговори за членство во Унијата, што значи дека и проблемот со Бугарија ќе го решила за 6 месеци. Поучени од минатото како Шекеринска за 6 месеци ги решава проблемите, уште од сега е јасно како ќе го реши проблемот и со Бугарија. Во услови кога Бојко Борисов јасно вели дека Бугарија става вето на Македонија, ако не прифатиме дека имаме фалсификувана историја и дека мора да се откажеме од нацијата и јазикот македонците во Пиринска Македонија, тогаш јасно е како Шекеринска ќе го реши овој проблем со Бугарија за 6 месеци. Со прифаќање на бугарските услови и признавањето дека сме измислена нација. Но дали ќе се оствари ова, зависи од македонскиот народ кој на изборите ќе го каже последниот збор. Или ќе се согласи марионетската власт во Скопје да не помножи со нула, или на изборите ќе победат националните и патриотските сили со определба за поништување на антимакедонските договори со Грција и со Бугарија. Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, имаат јасна определба за поништување на антимакедонските договори со Грција и со Бугарија. На потек е македонскиот народ. Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, ја бараат првата шанса на изборите. Но тоа може да биде и последната шанса за Македонија. Заедно сме во битката за Република Македонија. Нашите идни претеници се спремни за најтешката битка, битката за Македонија. Ви благодарам.